Еве го втори дел, само што влегол во вратата. Дека гледаш испоседнати Буда. Овие ушите му се долги, затоа што тоа е символ за мудрост на сите, ако гледате, или за ројалти. Ама мислам дека е за мудрост. Сите уши вака му се изложени надолу. Еве овдека не знам колку многу има Буди. Интересно, сите овие што се кинези, јапонци, она, овие сите тука се молува сега. Интересно. Еве ова кај што влегов ова првиот дел. Еве гледате. Фантастично. Овде значи вреди да се дојде. Виж овие бонсаи. Ова дрвото бонсаи. Значи овдека има лотус. Еве ги лотус во вода. Еве ги. Овие, виж. Фантастично. Еве го, овдека, ова е првиот двор од кај што влегов. А овие бонсаи и дрвата, баш ме интересира дали се вистински, треба да се вистински. Че да видиме, да, вистински се живи. Овие ки знае колку, одонде влегов, ки знае колку стотина години се стари за да порасне на вакво. Јас се сеќавам бонсаи гледав мало вакво. Во Англија беше околу 2-3 фунти. Ајде влегуваме во другото предсобје. Овде што се дешава. Исто имаш овдека други Буди. А ние треба да го најдеме најголемиот лежечки Буда. Таа е атракцијата, главната атракција овдека. Еди ова како е. Веројатно ова е централното место. Ама овдека, значи има да се шета. Да завртиме круг прво да видиме. Еве сето бонсаи. Еве овдека има некој. Сега овдека, значи одам од првиот круг. Тука е веројатно Буда, ете го еден тука се моли. Take off shoes, вика, ако еве го овдека пишува. Демек да изразиш поштовајне. Еве го ова. Добро, овдека е првиот Буда. Што се моли некој овде, овдека завршуваме и почнувам со третиот дел.